стигаме до шампионската година, до 2002. А знаете што, во тој момент кога сме биле на терен и сега кога сум во едни форуми во ракометна Европа, значи сум била јас како капитен на тимот, делегат бил човек со кој соработувам директно таму, германец, и суди исто така со кои се исто вклучени во тие организации и комисии таму. И сега кога ќе го подсетиме тој момент, значи во еден неврзан разговор се испостави дека сите сме биле во тој момент во овој. Тоа се така едни моменти за кои да си позборуваме, бидејќи тогаш медалите ни ги дадоа во хотел Турист на финалето прво. Значи беше многу лош, вака тагував дека ако сме сребрени, меѓутоа требаше на терен да ни се... Затоа што настана голема паника, имаше нели со Прокоп. Да, со Прокоп. Беше нападнат и така. Да, имаше големо обезбедување заради безбедносни причини, одлучија. Значи од страв да не се случи нешто или да продолжи. Не тргна од теренот, отидовме во соблекувална, хипо играчите беа исто така обезбедени и долу и медалите ни ги дадоа во фоајето во сегашниот председател на Европската ракометна федерација ни ги додели медалите, господинот Видерер. Да. Во фоајеот хотел, значи прво финале, независно што изгубивме, окей, противникот беше подобар, меѓутоа медалите беа дадени во хотел. За да после тоа ни доаѓа еден супер, значи секојаш после дождот доаѓа сонце, него вика. Од тие мечеви до финалето со Херц Ференцварош, некој вака што бил подраматичен и кога леле за малку ќе загубевме, нема да дојдевме до финал. Имаше ли таква ситуација? Беше проблем полуфиналето со Ларви, како се кеавате, висок пораз имавме таму. 7 голови мислам дека беше. Требаше 7 голови да бркаме во Скопје. Затоа те прашам. Да. Тоа беше како изгледаше бркањето? Некако се наполни салата до последно, значи немаше, веќе луѓето беа насекаде. Зборуваме за Кале. За Кале, да. Тоа беше храм на ракометот, ја го нареков едно време. Бевме многу мотивирани, верувавме дека можеме да ги стигнеме таа разлика, затоа што многу лошо одигравме таму. Многу лошо, исклучително лош надпревар. Кога се вративме овде, математиката беше 3-4 голови во прво полувреме. Тренер беше Панов беше, да. И екипата навистина добро почна. Притисокот од публиката го направи своето. Ларвик се изгуби во таа атмосфера. Многу ни помагаше публиката, дефинитивно, многу. И се случи дека ние успеавме да ја постигнеме да го стигнеме тој резултат, и тогаш во моите размислувања беше дека ние сме оваа година спремни за титулата, шампиони. Да. И после дојде финалето со Херц Ференцварош, првиот надпревар таму. 2-3 тесен пораз и сето тоа веќе наговестуваше полека. 24-22, така мислам дека беше. Таму. И веќе се вака дома кога влезе во завршница вториот надпревар финален, тука беше 2 разлика, 3-2. Во карантин бевме на водно, на средно водно, ако се сеќавате, тогаш функционираше во хотелот. Да, и секојаш тоа ни беше базата кај што се подготвувавме и тогаш беше добро доаѓавме, снимавме таму изјави како изгледа. Да, и беше многу убав ден во месецот мај, така сончева сабота, 19 мај, и дојде господинот Костовски со Дизи, со сопругата, дојде Вања Бојков. Имавме еден мал така состанок во соба. Сите бевме собрани. И ни даде голема поддршка. Дека независно што ќе се случува, ќе биде супер да ја освоиме шампионската титула, дека он секогаш е со нас. Така ни рече, не се секирајте за ништо, одиграјте го вашето, што треба да го одиграте. Погледнете некојаш горе ако ви е тешко, така знаеше стално да каже. Нема да заборавам кога влегувавме во салата, не се дишеше. Јас реков како овде ќе играме. Не можеше да се дише, затоа што
имаше многу луѓе. Преполна салата. Салата беше Двојно преполна, повеќе од што можеше ми да кажа дека пред 3 часа пред тоа била полна салата. Значи стварно имаше голем интерес. И кога влегов во сооблекувална, го начекувам нашиот физиотерапевт Петко, ако се сеќавате тогаш. И вака имаше во раката 2-3 таблети и викам: Петко, што правиш? Јас не можам да издржам, јас морам ова да диазепам, не знам што се. Да се смири малку. Да, викам: Петко, што прави? Ја ова не можам да го издржам. И испи таблетите. И вистина беше стварно една специјална атмосфера. Тоа се доживува еднаш во животот. Да. Го памтам така секој момент и од загревањето. Клубски го доживеавте тоа. Да, и замислете да бидам на чело на екипата, да ја изведам до терен, да поздравиме. Беше салата преполна, беа многу луѓе од светот на спортот, дојдени од ДХФ, сите, значи тука требаше да се... А имаше исто и многу луѓе на плоштадот, па имаше видео бим, па се пренесуваше значи, на преварот таму. Кое задоволство? Ние, значи, па ве чека на Кале таму. да го освоиш да го подигнеш пехарот, ти се пружи шанса. Значи не е реваншот во Будимпешта, туку овде, значи се погоди како што треба. Значи пехарот да биде доделен на Кале. Нашите потоа отидовме во откако победивме во надпреварот драматичен, отидовме на плоштадот покрај Камени мост го поминавме, дојдовме таму, она беше тука одвај се врвеше до бина. Она тоа си го имам запаметено дека е нешто снимки од тоа, па и гледачите го гледаат во овие моменти. гледаат во овие моменти. Тоа беше нешто неверојатно. Кажи ни неколку имења од тие девојки тога што игравте вака и што стигна до врвот на Европа. Индира, Мими, Лела, Анжела, Лариса, Ленче Златановска, Марина Абрамова, Ања Андрушенко, не сакам Лела Велкова, значи добра екипа, квалитетна, ама и добро друштво. Ми се чини дека па ние добро, тоа беше како што реков, како семејство. Да, ние секогаш па и тоа може да донесе до резултат вака. Дефинитивно, и потоа со Индира кога соработувавме и во Вардар рековме дека е многу важно да се создаде добра атмосфера. Ние одевме се дружевме на приватни забави, на родендени, на слави, значи додека бевме во Комета, значи сите тие моменти ги прославувавме заедно и тоа ствара еден почит и блискост и не се чувствува да ги наречам тугинките овде како да се негде надвор, како дома да се бидејќи така, па многу од нив остана. Наталија Тодоровска остана овде, Лела остана, Индира остана, значи Анжела Платон остана, од генерацијата што игравме во репрезентација, Надежда Ташчи исто и денеска со одредени релации сме поврзани во клубот, значи сите тие девојки остана, некои од нив го пренесуваат своето знаење, значи се гледате и си се дружите и натаму. Минатата година имавме една иницијатива и ја реализиравме, секој еднаш во неделата се собиравме, игравме, тоа не беше играње, повеќе пиевме кафе, ама важно беше дружба. Па сакаме повторно оваа година тоа да го возобновиме. После освојувањето на купот 2002 година, кај тебе дали веќе се почувствува заситеност од ракометот и кога помисли дека еве доаѓа крајот, дека ќе треба да се разделиш од играта што најмногу ја сакаше и дека ќе мора да ги напуштиш стативите. Така. Тоа е еден природен процес кај што веќе секој самосвесен спортист чувствува дека е време нешто да преземе околу таа работа. Прво, телото веќе не е тоа што го чувствува тоа и тоа може да го каже секој спортист дека на телото после напор му треба повеќе време да се одмори и не е веќе тоа што било претходно. И јас го почувствував в тој момент веќе на 2004 беше. И знаете кога прв пат си реков, кога ми беше тешко да ги пакувам стварите за припреми и за карантин. И викаш, тогаш почувствував дека Гордана, затоа што секогаш со мерак си ги подготвуваш. Дури секој спортист мислам има ритуал како си ги подготвува. Јас секогаш знаев каде стојат во делото торбата, каде ми се маиците за испод дрес,
тренерките, патиките, чорапите, значи сето тоа, па да не збориме и за кога одам на подолги патувања, значи сето тоа е уредно спремно све, и кога почувствував дека тоа ми е веќе тешко да се пакувам и да патувам, И реков викаш, дека камо тука ли да нешто се брана? случува, да. И како и да е, сакав во една кога не си уште во да речам во кулминација на кариерата, кога ти ние Да, ти релативно можеш уште една година игравме после тоа браниш, финале, меѓутоа- да. Реков дека веќе би било добро полека се повлекувам и да мислам што понатаму во животот, Па види, да се јас подготвам. што имам читано и за големиве спортисти, тебе те сметам за голем спортист, да бидеш европски првак и така. Речи си, сите истото го велат. Најдобро е да се откажи во периодот кога е во тие моменти на слава. Да. Може се уште да се надпреварува, ама почувствувал дека е дојдено времето за напуштање, па јас некаде и вика да- поарно сега да одам да ме запамтат како квалитет, одам што следните години со мака да ги одиграм и нечујно да заминам од Така, сцената. некаде прочитав дека големите спортисти се големи затоа што знаат и кога се повлечат. И јас се раководев кон тоа дека вистина не треба да се оди повеќе од тоа што и природата ти го дава, значи веќе чувствуваш дека твојата брзина, Да не твојата помине подготвеност. тренингот во дека веќе- измачување, така? Апсолутно, апсолутно. Ти си се повлече во моментите кога Да. беше славна, Да. со една титула Така. голема зад себе. Така, па кога освоивме шампионската титула, во себе си реков дека од овој момент понатаму, кога и да се повлечам, Ќе бидеш задоволна. ќе бидам супер задоволна затоа што сонот како дете го остави. Беше остварен. Да. Сега да се вратиме пак во 90-тите години на репрезентативната кариера, зашто истовремено рече Да, си истите да. девојки што игравте за Кометал и оние што дојде од странство, нели добија и државјанства наши така, и создадовме една силна репрезентација, па погами заредивме едно 4 големи приредби, едно по друго, од тамо од 96-та, 7-та година. На почетокот во најавата го споменав светското првенство во Германија 97-та, тука беше постигнат најголемиот екипен успех воопшто до тогаш во еден екипен спорт, потоа добро помина кошаркарите таму, Да, во да, Литванија, паракометарите исто така Во во Србија. 2012. Меѓутоа, вие бевте први по осамостојувањето, што стигнавте до тие височини, да речам. И сега ме интересира како успеваше ти да одговориш на обврските, бидејќи имавте многу надпревари, тренинзи, подготовки и на Кометал, и во репрезентацијата, и со репрезентацијата да бидете седми, исто така ме интересира како изгледаш и тоа светско првенство, кога отидовте таму. Па во однос на првото прашање, ние некако не двоевме репрезентација и клуб. Значи, за нас беше тоа подеднакво важно. Дури во репрезентацијата и сакавме да направиме повеќе. Некојаш клубот трпеше поради тоа што имавме настапи во репрезентацијата и повеќе и се трошевме таму. Значи, потоа од тие настапи ќе дојдеш во клубот, ти веќе некој е повреден, некој е уморен, значи доста клубот трпеше и поради тие настапи во репрезентација. Меѓутоа, луѓето што беа во клубот, играчите кои бевме во клубот, исто така си ја доживувавме репрезентацијата како еден, да речем, втор клуб. Да, и рецептот за не ви беше тешко Македонија да се е мобилизирате тоа. и ангажирате и еве пак ќе го споменам тоа светско првенство кое ни донесе многу радост. Па настапите во директни Кометал, преноси од сите средби. Стабилноста на клубот и настапите на клубот на едно високо ниво во европски рамки го даде како производ еве успесите што беа во репрезентација. Значи ние од 94-та играме европски купови со Кометал, а 97-та го доживуваме најголемиот успех до тогаш. Значи ова што го спомнавте понатаму, маживе, ракомет и тоа исто така и кошарка апсолутно
се извонредни услови, меѓутоа замислете тие се 2012. Да. Ракометарите, ова е 97-ма, значи ова, а 91-ва се осамостоивме. Така. Значи тоа се 5-6 години. Вистина беше тоа прв настап Кажи ми, како се чувствувавте, доаѓате на светско првенство. Тука се репрезентации кои освојувале европски, светски титули, олимписки медали и веднаш вие во тој вртлок. Па, за мене беше многу чудно дека малку знаеа за Македонија. И тоа ми беше така, не се чувствував добро поради тоа. Ама, дека... па и Ина е тогаш проработува токму поради тоа. Па да, али мислам можеби реално не знаеле. Нова држава од тие простори. За Југославија знае дека беше и светски првак, јас се сеќавам од 73-та. И бевме тотални аутсайдери. Значи тогаш кога отидовме таму, не земаа за сериозно многу. Тоа се чувствува кога сте во хотелот, во сала, кога ги делите тренинзите, на ручек, на доручек се сретнувате, значи не сметаа многу за сериозно. Па немавме некој, Бог знае каква вака логистичка подршка, отидовме прв пат на светско првенство. Се трудевме колку што можеме и знаеме сите да се представиме добро. Ама вие тргнувате. Ние тотални аутсайдери, ние немавме што да изгубиме. Ние ќе ви потврдат и девојките таму што беа, и Бубе, и Билјана, и Дана, и имаше многу девојки, не можам сите да ги спомнам сега. Некако ние со песна во собликувална бевме. Ние така излегувавме на терен. Весели, што ќе биде, дека биде. Нема што да за нас ама беше убедени во себе. За нас беше самиот пласман на светско првенство беше извонреден успех. И кога дојде првата победа, видовме дека можеме да се носиме. Па втората победа можевме да се носиме. Данска доаѓа, нема да заборам никош, 3000 данци во салата. Ние 20-30 македонци дојдени во Германија што работат. А Данска доаѓа како светски првак? Олимписки. Или олимписки, да. Да, олимписки од 96-та од Атланта. И? И наредени ние, химните се интонираат. Данската химна не се ни слуша официјално од што ја даваат во салата, туку се слушаат како во еден глас сите пеат, како хор. И Бубе ми вика, Љубица Георгиевска, Гоца, нозете ми се тресат. И јас викам, не се плаши, на крај ние ќе пееме. А и мене нозете ми се тресеа. И јас викам, не се плаши, на крај ние ќе пееме. Они нема да пеат. Од каде ми дошло? Она ми го спомна, дека су ми кажала така. Да. Вистина, после се сеќам така беше. Во Занес. Во Занес да ја охрабрам нејза, не дека мене не ми се тресеа нозете. Како тоа е нешто? Сите. Па да. И на вистина после тоа викам, Бубе, еве, они не пеат, ние пееме. Ама тоа беше фуриозен натпревар, кој што можам да се сетам нешто голови на Делириум, потоа да имаше малку повеќе време ќе не стигнеа на крај. Ние веќе губевме здив. Да. Тие се освестија дека губат. Почна да не стигнуваат, меѓутоа доцна беше, ние победивме и од тогаш веќе беше, да речам, од тој момент тргна женскиот ракомет со тоа 7-мо место во тоа беше веќе. А она беше невидена сензација исто така дека ние го победивме тогашниот актуелен олимписки првак и мислам дека беа европски шампиони Данска. Да не беа германките следен противник, можеше да стигнеме и погоре. Стигнавме полуфинале сигурно. Тие игра пред своја публика. Да, имавме извонреден играч, Индира ни беше тогаш незапирлива. Даде многу голови, беше најдобар стрелец тоа првенство. Имавме извонредни индивидуалци. Професорот Радич и Богдан Макови ни беа тренери стално, и секогаш ја правеа добра тактика, стратегија за надпреварите. И ние да не налетавме на домакинот тогаш кој што, како да речам, секогаш е фаворизиран. Да, и мора германките да додат натаму. Добро, не велам, има и добар тим, не велам. Друго, имаа појака клупа, ние немавме еден период
во една соба беше како се даваше инфузија на девојките наши, затоа што 7-8 играчи само играа до 9, цели тие во 14 дена 9 утакмици, тоа е извонредно тежок ритм на светски првенства и така да последните денови веќе се освежувавме. Да, и дојде оној надпревар за 7-то место со Романија Нема да беше. заборавам, да, тоа беше. И ги победивме романките На тогаш. продолжеци ги победивме. И бевме седми. Да, И седми дојдовме во се Скопје. заигра некој оро таму Да, на знаете теренот што? после македонско Ние- девојче. Да, сега На чело кој беше? Да, таа ни беше химна. Да. Да, Индира рече дека таа песна е нешто што го отсликува македонскиот идентитет, бидејќи она е од Босна, она секогаш знаела дека некоја песна ако се запее од Македонија, меѓу другите е таа една од тие песни. Тоа ни беше наша химна. Да, Така и да, тие така што ги беа прославувавме. дојдени од другите Ја прифатија, земји, прифатија се чувствува како македонки, игра за Македонија Так, и так. ја запеа, нема поубаво девојче од македонче. Так. И ти го предводеше тоа оро и тоа беше еден прекрасен момент, незаборавен. Незаборавен, се А сеќавам, не чекаа незаборавно и многу тоа луѓе. што на крајот Знаете Индира како беше и прв стрелец. Так. Меѓутоа, за споредба од овој период, кога во денешно време информацијата се шири во секунда од едниот крај на светот до другиот и е отворен просторот за комуникација, тогаш ние немавме ниту мобилни телефони. Ние не знаевме каква еуфорија е во Македонија. Ние немавме идеја што се случува. Нас а ни народот кажуваат, го чекаше секој пренос, живееа за тие да, надпревари. ни кажаа дека има голема заинтересираност, меѓутоа ни оддалеку дека нешто вакво нас ке не дочека во Скопје. Само да ви кажам колку не бевме свесни. Јас на аеродром не пречекаа луѓе. Имаше 2-3 луѓе не пречекаа на аеродром. Од авионот излеговме со играјќи го орото. Да. Не пречекаа во фојето на аеродромот тука на почетокот. Потоа влеговме во автобус. И кај клучката кај што треба да се вклучиме за да одиме на Скопје, од аеродромот на Скопје, полициски мотори. И јас реков, па сега ли најдоа да не сопрат полиција? Уствари, тоа беше пратња за нас. Да, за до град. Да, ја не видов, сега ли најдоа да не сопираат полицајци? И тогаш видовте колку сте значајни. Да, и потоа со пратња, тоа е прв пат мислам дека во историјата на македонскиот спорт еден таков пречек. Дури мислам дека и никој не знаел како сето тоа треба да изгледа. Тоа беше спонтано. И како поминувавме низ скопските улици, вајде луѓето сознаваа дека ние доаѓаме, не пречекуваа и на плоштадот исто се собравме, тоа беше ден, значи уште, луѓето почнаа да се собираат, тука прославивме заеднички и потоа сите оние протоколарни работи со... И тоа светско првенство ти остана во прекрасно сеќавање како на сите нас, макар што имаш и некои проблеми со сликата, некои надпревари, дали со Романија беше, па снема, па народот нервозен, па дојде, па како радио сега пренос. можеш секаде да го гледаш преносот на преку интернет, а тогаш, значи, да. Се добро се заврши, а потоа имаше и други настапи. Следеше и европско и светско првенство и уште едно европско и репрезентативната кариера тука. Да, и практично на репрезентацијата потоа имавме со други генерации до 2005 во Франција, мислам, европско и 2008 македонската репрезентација овде. Штета што нашата генерација не имаше можност на домашен терен да се организира европско првенство. Меѓутоа, од тогаш некако веќе падна репрезентацијата, значи до 2004 бев дел. Од првите имам скоро 212 настапи за репрезентација. Колку? Па некаде по некои статистики 212. Рекордерка си или? Мислам да да. Да. Па, еве и тој податок е многу интересен за тебе.
и Тоа ја е супер означува твојата податок и кариера. голема чест ми направија 2000 година кога мене и Пеп Иманасков не прогласија за ракометари на векот. Тоа е исто една за мене како македонка големо признание. Така да тие се убави моменти во спортот на кои секогаш со задоволство ќе се сеќавам, па и сега ракометот е мојот живот во една сосема друга позиција, така да среќна сум што бев дел од сето ова. Добро е што се врати во ракометот пред 3-4 години, еве со Вардар. Да. И постигнувате добри резултати. Вардар е Дај друга тема, да, Боже тоа и е тука да се така. искачиме на врвот Па и јас Вардар. очекувам и замислете ова година Ференц Варош е исто така голем конкурент за шампионска титула и си велам да може да се Ајде повтори да се финале. врати таа година, 2002. Финале со Ференц, Финале со тогаш нив. беа Ференц Варош, сегаш се ФТЦ. Значи, меѓутоа истиот Тогаш име. исто две имења има, Херц, Ференц Варош. Да, така да. И така, тоа е таа Не знае екипа. судбината спортска што носи на човек, така да ќе видиме, да почекаме до мај. Гордана Нацева си има и едно задоволство во приватниот живот, си ја има Мија. Да. Мија е родена пред 9 години, така? Мија е родена 2008 година. За спорт? Она ќе не е кажеш. заинтересирана за спорт многу, меѓутоа има извонреден талент за пишување поезија и проза, веќе издаде 2 книги. Јас сум горда мајка и кога ќе ја прашам Мија што сакам јас она да стане во животот, незиниот одговор е секогаш да е среќна. За мене е тоа врвната цел во воспитувањето на едно дете и сметам дека јас би сакала да е во спорт, меѓутоа не помалку сум среќна што талентот незин го гледам друга во област. Дури јас сега И тоа е почнав да убава се работа. интересирам за поезија и проза за да можам на неа да и помогнам нешто. Да. Колку што можам. Така да ми е драго да она има еден извонреден талент за нешто друго и реков секогаш и велам дека ракометот беше мојот живот, бидејќи ја прашуваат често луѓе Да. дали е тренира ракомет, дали е ракометарка и она вели дека не, дека она е поет. И јас велам ракометот е мојот живот, твојот живот ќе си одбере што ќе биде понатаму, имаш време за тоа. Значи, ако биде тоа поезија, нека биде поезија. А се интересира инаку за твоите активности во ракометот сега во Вардар секогаш и ми ја исто дава се радува поддршка, нормално на значи, сега победите. кога еве и со Вардар ми се случуваат и патувања и ова, верувате дека секогаш се консултирам со неизе за моите ангажмани. Затоа што јас велам дали сме спремни јас и ти ова да го реализираме и поддршката си ја имаме заедно, така да со Мија вистина функционираме добро и како што реков Не е девојче, веќе па 9 години веќе јас чувствувам дека можам со неа да споделам сериозни И може да си муабети, дискутирате за се, те прашува некогаш за твоите ракометни денови? Да, прашува. Јас го чекам моментот кој ќе се заинтересира па да погледа некој надпревари. Не форсирам никогаш и ништо. Самата, ако и се јави желбите. Ниту настапувам од позиција дека она примети дека сум нешто во спортот во последно време. Да, порано маличка беше кога... Сега почна да приметува дека нешто сум била во спортот. Никош не сум го тоа нагласувала пред незе, нема потреба од тоа, она сама ќе сознае што како и сега веќе јас почна. сега да ја кажам дека мајка и на вистина ви беше благодарам нешто многу. големо во спортот. Да, ви благодарам. Гордана Нацева беше нашата спортска легенда што ја представивме. Таа е ракометарка на векот во нашата држава. Посебно ги исполни оние години од последната деценија од минатиот век и од оние 5 години од првата деценија од овој век, кога ги постигна најдобрите резултати како ракометарка. Доволно е да се каже дека со својот клуб, со Кометол Ѓорче Петров, се искачи на европскиот врв. Беше освоена титулата во 2002 година. И зад себе има едно 7-мо место на едно светско првенство. Па ако некој во некој екипен спорт го има тој резултат, нека повели, нека каже, нека се пофали, меѓутоа ми се чини дека тешко се стигнува до тие пласмани на светските првенства.
Гордана, благодарам што беше мој гостин во оваа емисија. Благодарам, мене ми беше задоволство и не знам како помина волку време во разговорот, меѓутоа многу теми ме подсетивте на убави моменти. Ви благодарам на крај што можевме да спомнеме и дел од мојот приватен живот, така да навистина уживав и благодарна сум за идејата да остане во еден ваков проект, да останат сеќавања на многу наши спортисти кои значеле во македонскиот спорт. Уште еднаш благодарам со посакување да бидеш успешна и на функцијата на која што се наоѓаш сега во ЖРК Вардар, како што беше во Кометол Ѓорче Петров. Благодарам. Тоа ќе биде навистина добро.